Добар ден, ученици! Добар ден, драги првачиња! За денешниот час по македонски јазик, јас, Ирена Пантова, ќе бидам вашата наставничка. Се надевам дека внимателно ќе ме слушате, дека целосно ќе следите, ќе ги слушате моите насоки и упатства и на тој начин вие ќе научите нешто ново. Сигурно се прашувате што ќе научите на овој час и што јас ќе зборувам и ќе ви раскажувам. Ученици, во секојдневието човекот искажува гласови. Ги искажуваме гласовите со помош на устата. Но исто така гласовите и ги слушаме. Секако погодувате, ги слушаме со помош на ушињата. Токму тоа и ќе научиме ние денеска за еден глас, правилно да го искажеме, односно добро да го слушаме и да го препознаваме. Гласот за кој што денеска станува збор е гласот Ш. Што е потребно? Потребно е правилно да го изговорите овој глас, значи да научите како тоа да го направите, да можете да го препознаете гласот Ш кога ќе го слушнете и секако да ја воочите неговата местоположба. А тоа значи, ако гласот Ш го сретнеме на почеток од некој збор или слушнеме, да го препознаеме, ако го слушнеме или сретнеме во средина на некој збор, или пак ако тоа го забележиме на крајот од некој збор, да умееме, да знаеме да кажеме, аха, во овој збор го имаше и гласот Ш. Но пред да преминеме на гласот Ш, јас секогаш мислам дека е добро да се повтори она што го знаеме за другите гласови. Ајде да видиме како ги изговараме гласовите. Устата секогаш треба да ни биде отворена онака како што побарува дадениот глас, да дозволиме воздухот да мине низ неа и на тој начин да добиеме некој од гласовите што се во нашата азбука. За почеток и вежбање, јас би ви го кажала гласот А. Ајде да видиме. Именувајте ги сликичките што ќе ги видите. Еве првата сликичка, тоа е авион, погодувате, и втората сликичка, погледнете убаво, ананас. Така е, ученици. Вториот глас е гласот М. Гледате, устата ни е малку позатворена, но секако го вежбаме и го искажуваме правилно. Ајде да видиме. Што гледаме на првата сликичка? Мече. Така е. Мече. И на втората слика? Маса. Така е. Верувам погодувате кога ги гледате сликичките, нели, ученици? Сега нема да го откријам гласот, ќе покажам две сликички. Вие ќе ги именувате, а потоа ќе погодиме кој глас го слушнавме на почетокот. Вежбаме. Ајде, вие можете и знаете. Еве ја првата сликичка. Што гледате? Око. Така е. И на втората слика, што гледате? Една птица грабливка. Да, ученици, тоа е орел. Ајде да повториме. Око, орел. Кој глас го слушаме на почетокот? Аха, О. Така е, ученици. И уште за еден глас, со истата постапка, ја гледаме прво сликата. Погодувате? Убаво, црвено, срце. Така е. И веднаш до него, ајде да видиме. Да, тоа е сонце. Кои два гласа ги слушаме на почетокот, ученици? Срце, сонце. Станува збор за гласот С. Малку повежбавме, а сега одиме и нешто да научиме. Сигурно ќе се запрашате, а зошто е важно да ги изговараме гласовите и што е важно кога ги изговараме гласовите? Ученици, кога изговараме глас, многу е важно гласот да се изговори гласно и правилно. Гласно, не за да викаме и силно да зборуваме, туку доволно гласно и правилно да, ако тој што не слуша,
треба да не разбере, или пак кога ние некого слушаме, ќе треба да го разбереме, ќе знаеме што тој сака да ни каже. Само така луѓето со правилно изговарање на гласовите, зборовите, речениците, со правилно говорење, лесно се разбираат помеѓу себе и знаат што еден на друг сакаат да си кажат. Но сега повторно ќе се вратиме на гласот ш. Ајде да видиме нашиот глас ш во зборови. Јас ви реков, ќе треба да го препознаеме гласот ш на почеток, во средина и на крајот од зборот. Бидејќи сте вие мали и се уште не знаете да читате, затоа повторно ќе одиме со сликички. Еве ја првата сликичка. Погледнете. Што гледате? Аха, повторно една птица ставила наставничка Ирена. Да, тоа е штрк. Повторете, ученици. Така е, штрк. Еве и едно овошје. Што гледате сега? Круша. Така е, ученици. Повторете вие. Одлично. И ајде да видиме третата сликичка. Погодуваме кога играме една игра каде? Во кош. Така е. Ако добро гледавте, следевте и слушавте, најважно од се е да забележите дека штрк, гласот ш е на почетокот од зборот. Круша, гласот ш е во средина на зборот и кош, гласот ш го слушаме на крајот. Јас повторно ќе ви ги покажам сликичките, а вие јасно повторете за да видите каде ќе го слушнете гласот. Ајде, така е, штрк, ајде повторно, круша, одлично, и на крајот, кош, така е, ученици. Научивте, но за да видиме како ќе ни оди помнатаму, секако мора малку и да вежбаме. Како да го препознаеме гласот во еден текст. Сигурно вашите наставнички ви читале текстови, па сега ќе ви прочитам и јас еден текст. Насловот на текстот е Прошетка. Две дечиња тргнале на прошетка, па ќе видите што им се случило. Особено обрнете внимание на овие места каде што гледате сликичка во текстот. Може да започнеме? Следете ме. Прошетка. Сашо и Маша тргнаа на прошетка. Сакаат да одат во шумата. Маша носи кошница и во неа има шише и круши. Сашо сака да собира шишарки. Весели се шегуваат и сакаат да бидат во шумата. А во шумата што да видат? Насекаде тишина и многу суви есенски лисја. Започнаа да чекорат по нив. Чекорејќи така, ја слушнаа најубавата есенска песна. Слушнете ја и вие. Шуш, 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 надвор нешто шушка. Шуш, 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 лист со лист се гушка. Гушкајте се сите, гушкањето дава сила. Насмевката тогаш кај секого е убава и мила. Така со песна заврши прошетката на Сашо и Маша. Срекни се вратија дома. Се надевам ви се допадна текстот, а во него забележавте. Имаше многу зборови каде што се слушаше гласот ш. Ајде да видиме дали вие ќе ги препознаете. Како ќе го сториме тоа? Јас ќе поставам прашање, ученици, а вие ќе треба да одговорите. Кога ќе одговорите,
тогаш ќе се покаже и сликичка. Потоа ќе видите дали точно сте одговориле на поставеното прашање. Одиме по ред. Како се викаат децата од текстот? Сетете се. Погодувате. Момчето се викаше Сашо, а девојчето? Маша. Така е, ученици. Каде тргнале тие? Каде тргнале? На прошетка. Точно, ученици. Што носи Маша во кошницата? Погодувате повторно. Сте биле внимателни? Да, Маша носи шише и круши. Така е, ученици. Што сака да собира Сашо? Се сетивте ли? Тоа што го има во шумата. Одлично. Сашо сака да собира шишарки. Сега, ако ја запомнивте песничката или барем некој збор од неа, сигурно и таму го слушнавте гласот Ш. Па обидете се да ги повторите. Шуш, 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 шушка, шуш, 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 гушка, гушкајте, гушкањето, тогаш. Ајде, шуш. Добро. Шушка. Одлично. Гушка. Така е. Гушкајте. Одлично. Тогаш. Браво, ученици. Ако се ви успеа и ако не наидовте на потешкоти, вие сте успеале правилно да го искажете и научите гласот Ш. Ви благодарам на вниманието. Ви благодарам за вашата соработка. Се надевам дека научивте и сега ќе знаете како правилно да го изговорите гласот Ш. Ако правилно пак се го изговарале досега, сега имавте можност да си повторите и уште еднаш да потврдите дека знаете како правилно да го искажете гласот Ш. За крајот на часот, јас ќе ви дадам еден знак Ш. Бевте внимателни, ви благодарам на вниманието, ве поздравува наставничка Ирена. До видување до следното видување.